Тема на денот. Летото е периодот кога кожата е изложена на силно сонце, високи температури и многу надворешни влијанија. Како правилно да ја негуваме, како да избереме соодветна заштита, кои се најчестите грешки што ги правиме и кога е време да посетиме дерматолог. Така, за ова разговараме со нашата гостинка доктор Горица Дачевска, специјалист по дерматовенерологија. Добро утро, добре ни дојдовте, како сте? Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до вас, поздрав до сите ваши гледачи. Одлично сум, благодарам. Да. Добро, веднаш да почнеме, имаме многу прашања, се надевам ќе имаме време да одговориме и одгатнеме. Актуелна е темата секое лето, така да постојано до душа е актуелна, но посебно лето. Да. Видете, дефинитивно дека е актуелна тема и дека стално пациенти доаѓаат и бараат плюс информации, така да верувам дека ќе допреме до гледачите и ќе им дадеме вистинска информација. Ајде, овој период на што се жалат поврзано со кожата пациентите, луѓето генерално? Па да ви кажам, најповеќе се жалат на алергија на сонце. Пациенти кои, да кажеме, поранешните години го доживееле тоа чувство, знаат колку е непријатно и знаат како да се подготват, но пациенти кои првпат се среќаваат со таква ситуација, навистина многу е непријатно, дури и тој одмор што они толку желно го исчекуваат, знае да им се поремети. Секогаш ние, нашиот менталитет е таков да ние носиме се со нас кога одиме на одмор, но не секогаш таа терапија, да кажеме, и помага. Така да тие реакции се доста бурни. Обично, значи, алергиската реакција се јава во пределот на деколтето, во пределот на рамењата и на стопалата, впрочем, каде што е најповеќе изложено. Не дека пациентите, односно ние не се третираме со креми со заштитен фактор, туку наеднаш се јавува таа алергиска реакција и стално поставува зашто баш на мене и зашто тогаш. Обично таа алергиска реакција се јавува третиот ден. Ние тогаш и најповеќе се релаксираме и во некои моменти дури и забораваме да нанесеме заштитен фактор. Но тие алергиски реакции се јавуваат во облик на ситен осип кој доста е непријатен и пациентите, мислејќи дека ќе си помогнат, повторно влегуваат во вода и некако се јавува тој зачаран круг. Така да многу често се јавуваат и со секундарни бактериски инфекции од самиот сврап кој е доста интензивен. А еве кога ги споменавте алергиите, кога станува збор за безопасна реакција, кога е потребен преглед кај дерматолог? Па видете вака, пациентите кога не се тука во државата, они сами и носат сите, они носат антихистаминици, сите носат. Па добро, и јас луѓето се подготвени, не се плашат нешто да не ми се случи, они почнуваат и да несуваат и алтернатива. Некогаш алтернативата помага, некогаш не. Кога гледаат дека состојбата се влошува, значи дека тоа се јавува. После третиот ден, така? Не, третиот ден се јавува алергиската реакција, а пациентите обично реагираат петиот, шестиот ден, кога гледаат дека не поминува и тогаш одат или на лекар или во најблиска аптека и користат терапија која што им ја даваат таму. Некогаш помага, некогаш го прекинуваат одморот или се јавуваат на телефони, доктор ке помош, кажувате што да правиме, така да си барат помош. Верувајте дека не е воопшто пријатно, мислам тоа што... Како да се избере фактор за нанесување правилно и има ли вистина во тоа дека еве ние потемниме, не можеме да изгориме. Вака, пред се битно е, убаво прашање, како заштитен фактор. Значи, заштитен фактор треба да биде спрема возраста и спрема типот на кожа. Конкретно ние не можеме и не се препорачува да користиме за да заштедиме заштитен фактор од дечињата, бидејќи тие имаат физички филтер, имаат цинк оксид. Во случај ако имаме алергиска реакција, тогаш има посебни заштитни фактори кои тоа се со минерални филтери кои имаат титаниум диоксид и кои навистина ја штитат кожата од алергиска реакција и од сите тие, да кажеме, несакани влијанија на сонцето. Ние кои, да кажеме, имаме нормална кожа, не реагираме, тогаш
задолжително заштитен фактор, зависно дали станува збор за сува, дали станува збор за масна кожа, да се нанесе спрема типот на кожата. Обично се почнува со висок заштитен фактор, меѓутоа кога ќе добиеме веќе она посакувана боја, тогаш и може да се намали заштитниот фактор, меѓутоа задолжително повторно да се нанесува. Никако, да, исто и многу интересно да го спомнам, пациенти мислејќи дека ако нанесат крем за самопотемнување, дека не е потребно, дека они се заштитени и дека нема потреба они да нанесуваат крема со висок заштитен СП фактор. Тука вистина се јавуваат многу сериозни ситуации и многу опекотини кои оставаат траги, кои оставаат хиперпигментација, односно флеки. Така да убаво е при изложување на сонце да се отстрани таа крема или да си го планираме и никако само со таква крема на мачка не сме заштитени. Често слушаме дека кремата треба повторно да се нанесува. На колку време е тоа најидеално? Така. Иако на секој производ пишува кога би требало повторно да се нанесе, но сепак има неколку часа кога функционира заштитата на самата крема, а потоа исчезнува. Повеќето креми се водоотпорни. Меѓутоа, излегувајќи од вода, ние си се бришеме, така си ја отстрануваме. Задолжително повторно да се нанесе, но тој СП фактор 50-30 точно ни кажува, ако ние нанесеме 50 заштитен фактор, ние сме заштитени цел ден, значи, повторно треба да си го нанесеме и да си се штитиме. Ако имаме алергија на сонце, да се користат дури и онакви блузи кои имаат висок заштитен фактор кој не штити. Има капи со заштитен фактор. Така да постојат на пазарот доста, но пациентите и не се доволно информирани. Прв пат слушаат дека они имаат капче со заштитен фактор или пак дека имаат блузи со заштитен фактор. Најмладите членови се навистина доста родителите се грижат и кога ќе им спомнам дека вашето дете нели носи такво? Да, па зашто вие не купите? Нели докторка не ми текнало. Значи грижливи се. За децата не се себе. Да, не ми текнало, така да. Ете тоа е. Некако се насочивме правилно нели за тоа како да се изложуваме на сонце, но што после сонце накусо, како да третираме, дали треба да третираме сите со некаква крема за после сонце? Вака, задолжително нели прво треба да се отстрани дали тоа било базен, дали тоа било езеро, дали било море, значи да се истушираме и убаво би било да се нанесе лекот за хидратација. Некој тоа го практикува, некој тоа не го практикува, некој го практикува отпосле. Но, откако ќе се вратиме од одмор, некако сите сме релаксирани кога сме таму. Но, задолжително, убаво би било да се нанесе крема за хидратација во вечерните часови за да се нахрани кожата. Ајде малку да зборуваме и за нешто друго. Последниве години расте бројот на случаи со меланом, кои промени на бемки никогаш не смеат да се игнорираат. Пред се, значи, сите бемки треба редовно самиот пациент да се јавува на дерматоскопски преглед. Во случај пациентот, ако примети промена пред се на боја на самата бемка, ако примети дека спонтано почнува да крвари, ако наеднаш пораснала, тогаш задолжително треба да се јави на дерматолошки преглед, да се направи дерматоскопија. Пациентите, ние постојано дерматолозите зборуваме дека треба да се прави дерматоскопија, дека треба да се посетува дерматолог и свеста на луѓето навистина од година во година се зголемува. Се јавуваат пред, се јавуваат после летен период. Колку често е само ја да се уфрлам? 2 пати годишно. Доволно е 2 пати годишно да се направи. Во случај пациенти ако имаат семејна анамнеза дека веќе некој имал во семејство меланом,
тогаш стравот кај нив е навистина голем и дури и на 3 месеци нели доаѓа да се Рековме 2 пати годишно. Пред летото е добро или после летото? Па вака, пред летото и после летото, затоа што во текот на летото може да се јави и траума, самото триење од песок. Верувајте дека некои банални работи можат да доведат до траума. И пациентите да не приметат дека од лежалка или од настанала траума на самата бемка. Но не треба да ги плашиме луѓето. Тоа е многу битно. Битно е нели да ја покачиме нели свеста, да влијаеме на нивната нели култура да се јавуваат, меѓутоа да не биде тоа со страф. Затоа што да, треба да се биде предпазлив, меѓутоа да се биде внимателен. Така е. Благодарам. И уште нешто, имаме нешто, имаме ние за до утре. Ајде, можеме ли некако да ги советуваме сите оние кои што не следат еве некоја домашна нега, природни препарати, како може да си помогнат за да се заштитат, односно да заштитат кожата во овие летни денови? И со ова да го завршиме разговорот. На социјалните мрежи има многу совети за домашна нега, колку е тоа корисно, некорисно, колку да веруваме. Па видите, ние треба да се негуваме по дома, да си користиме соодветни креми зависно нели од типот на кожа. Но не треба многу да се експериментира со природни препарати, и сето она што ќе го видиме дека е тоа идеално за нашата кожа. Не секој крем одговара на секого, не значи дека ако на некоја наша пријателка таа крема нели направила бум нели на самата кожа, дека на нас може да не направи исто, дури може да се јави спротивно. Така да бидеме навистина многу внимателни околу таа. Подобро нели да дојдеме, да се информираме, има да се направи преглед на кожа, да видиме каков тип. И тука многу често се греши. Има сега навистина и апаратура, скоро нели и во поснабдени аптеки нели има такви апарати. Не мора нели да се доаѓа на дерматолог како се плашат, има луѓе што се плашат од мислејќи дека нешто не знам можеби да се открие. Така да се биде внимателен. Да се биде внимателен, така. А и убаво е честите контроли, па и да се открие, нели, кога ќе се открие на време, многу полесно. Може да се санира, така. Благодариме, доктор Горица. Благодариме и убаво лето ви посакувам. Благодарам ја на вас.